Jeni me emisionin Rruga Drejt. I ftuar kryetari i LSDM-s, Branko Crvenkovski. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Kriza politike në vend vazhdon. Opozita edhe më tej është jashtë parlamentit, edhe pse u plotësua një nga kërkesat kryesore të saj të debllokohet llogaria e televizionit A1. U zhvillua takimi i liderëve në fillim të javës, nuk kishte ndonjë rezultat konkret nga ato bisedime që kishit brenda atij takimi dhe gjithnjë më shumë jemi dëshmitar se flitet në Maqedoni për zgjedhje të parakohshme. Do të thotë është kohë ideale që në studio dhe mysafiri joni të jetë lideri i opozitës, kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, zoti Branko Crvenkovski. Mirë se erdhët në studion e televizionit Alsat. Si shtam u debllokuan llogaritë e televizionit A1, ju ende nuk jeni kthyer në parlament. Pse? Па прво, тоа не е дефинитивна одлука, тоа е само уважување на жалбата од страна на Критичниот совет. Ќе почекаме да видиме дали истражниот судија во повторното одлучување навистина ќе ги уважи наудите од жалбата и препораките од Критичниот совет и дефинитивно ќе се знае дека сметките на еден и на дневните вестници Време, Шпици и КОХР ќе бидат деблокирани. Меѓутоа сакам да потсетам дека тоа беше само еден предуслов, има уште 4 многу важни, многу значени, без кои што ние немаме намера да се вратиме во собранието и тоа јасно го соопштив и на лидерската средба во понеделникот. Pavarësisht se do jetë vendimi i gjykatësit hetues lidhur me llogaritë e televizionit A1, ju nuk do të ktheheni në parlament edhe nëse nuk plotësohen 4 kushte tjera? Да, затоа што и причините заради кои што го напуштивме собранието беа побројни и можам да кажам и навистина многу сериозни, кои што во подолг временски период се присутни во Македонија. Ако дозволите, би ги споменал уште еднаш, иако претходно веќе ги соопштувавме пред македонската јавност. Значи, ние имаме на сцена, на политичка сцена во Македонија една недемократска власт. Тоа е дефинитивно, тоа не е веќе инцидентна ситуација, тоа е смислена политика која што во континуитет се води. Таа недемократичност може да се забележи и да се аргументира во најразлични области. Меѓутоа, во оваа прилика би спомнал само неколку кои што се многу важни и многу битни. Значи, во сферата на медиумите, оваа власт апсолутно оди спротивно од сите норми и стандарди кои што важат за една нормална демократска држава, да не говориме за Европската унија кон која што се стремиме, каде што слободата на медиумите и слободата на јавното изразување е еден од основните критериуми за оценка дали едно општество е демократско или не. Од првиот ден на преземањето на власта, Груевски и неговата влада всушност спроведуваат еден инженеринг, политички инженеринг во медиумската сфера, а се со цел да на некој начин обезбедат едно медиумско едноумие. Ке споменам само дека јавниот сервис, Македонската радиотелевизија, на ниту еден начин не го заслужува епитетот дека е тоа јавен сервис. Нити работи во интерес на сите граѓани, нити води сметка за општите интереси, туку настапува и постапува како партиско гласило на владеачката партија ВМРО-ДПМН. И тоа е нешто на што оваа власт не навикна. Едноставно, дури повеќе никој не реагира на таквата состојба, иако би требало. Втора работа во континуитет оваа власт, користејќи ги јавните фондови, значи буџетот, фондовските средства, средствата на јавните предпријатија, селективно, политички мотивирано, фаворизира одредени медиуми, кои што оценува дека се провладени, давајќи им огромни пари, народни пари, пари од даночните обврзници, и при тоа користи онаа форма на бесмислени владени кампањи. Ги имаше најразлични, ова последната сега која што забележуваме е посветена на, борба против абортусот. Тоа се огромни пари кои што не се распределуваат рамномерно кај сите медиуми, туку по волја, желба и политичка проценка на актуалната власт. Во исто време се прави притисок кон приватните фирми и компании да не закупуваат рекламен простор во оние медиуми кои што се критички настроени кон власта. Тоа прави една целосна дисторзија на медиумскиот простор. Медиумите не се во рамноправна битка. Едните се привилегирани само затоа што ја поддржуваат владата, со други зборови тие се корумпирани од страна на власта, а други се осудени да се борат на пазарот, хендикепирани, бидејќи фирмите
едноставно се плашат да рекламираат кај нив, бидејќи веќе други ден може да им дојде инспекција, не знам, полиција, да почнат некакви казни и така натаму. Сето тоа не беше доволно и власта реши да влезе во една директна политичка пресметка со А1 телевизија и дневните вестници, време Шпиц.hr, под маската или криејќи се зад маската на битка против криминалот. И веднаш да подсетам дека во моментот кога тргна целата постапка и целиот процес, јас одржав една пресконференција и јавно во името на Социјалдемократскиот сојуз соопштив дека ако сопственикот на овие медиуми го прекршил законот, направил некаков криминал, не да се согласуваме, туку инсистираме институциите тој криминал да го расчистат и доколку се докаже низ една судска постапка, тој собственик да се соочи со собствената одговорност. Меѓутоа, треба да се направи разлика кои се грешките и евентуалното незаконито работење на собственикот, а што значи обезбедување на услови за непречено работење на медиумите. Беше сосема јасно дека крајната цел е А1, а не незаконитоста евентуална на Вилија Рамковски. И сето тоа на најдобар начин можеше да се докаже и покаже во моментот кога беа замрзнати сметките, бидејќи таквата мерка на ниту еден начин не е неопходна за да се докажува криминалот. Тоа е во сферата на медиумите. Меѓутоа, ние имаме во континуитет и други политики на оваа влада кои што говорат дека нема, не да се нема чувство за демократија, туку свесно се оди против демократските принципи. Mirë, sigurisht do të flasim për gjithë këto vazhdime, po tani kur jemi tek mediumet, unë duhet t'ju pyes pse tani ju braktisni kuvendin për shkak të asaj që ndodh me televizionin A1, nuk dolët shembull për shkak të asaj që ndodh me Duhanxhit apo që ndodhi me punonjësit e falimentuar, nuk dolët për të mbrojtur autonominë e universiteteve, dolët për shkak të Zaevit, tani dilni për shkak Tramkovskit nga parlamenti dhe ju lini qëllimisht që t'ju tregojnë se ju dilni dhe mbronin kriminalitetin në këtë vend, dhe jo parimet demokratike. Kjo është hera e dytë që braktisni kuvendin. Значи, прашањето кое што го поставувате е сосема легитимно и може секогаш да се постави. Ако бевме донеле одлука да го напуштиме парламентот која беше протестот на тутунарите, ќе беше зошто баш сега. Ако не го направивме ни сега, него тој чекор подоцна, секогаш може и легитимно да се постави прашањето зошто токму сега. Се разбира дека има причини зошто токму сега. Јас само сакам да кажам дека јас лично никогаш не сум поддржувал бојкот на собранието и на институциите, дури и за тој претходен бојкот што го споменувате од страна на СДСМ во 2008 година во јули месец. Тогаш бев претседател на државата и јавно изразив несогласување со одлуката на опозицијата да го напушти собранието. Мислам дека тоа не е добар начин или добар механизам за водење на политичка битка во Македонија или било каде. Ова што сега донесовме одлука не значи дека сум го променил ставот кон таквиот начин на водење на политичка битка, туку говори дека едноставно повеќе немаме избор. Опозицијата во собранието, во континуитет, во низа ситуации се покажува дека представува само декор и алиби на власта, дека имаме легитимно функционирање на собранието, опозицијата е тука, тоа значи дека се е во ред. Не е во ред. Ова што се случи со А1 и со дневните вестници, всушност беше само капката што ја прелеа чашата, а инаку само да немаме никакви илузии дека и тоа, и таквата мерка од страна на власта, тоа е замрзнувањето на сметките на А1 и дневните вестници, има своја цел. Имено Груевски сака да ги замолчи или да ги укине, гледаме и дури да ги укине, критички настроените медиуми кон власта, уште повеќе оние што имаат поголемо влијание во јавноста. Не е никаква тајна, А1 телевизија е најгледаната телевизија, со самото тоа има и најголемо влијание меѓу граѓаните, а е критички настроена. Значи, на ова прашање зошто сега го напуштивте собранието, сосема легитимно од наша страна може да се постави прашањето зошто сега Никола Груевски реши да расчистува со криминалот во еден, ако веќе го имал и тоа од поодамна, зошто тоа не го направи пред 2 години. Например, кога неговите министри не се симнуваа од екраните на А1, неговиот министер сега за финансии, тоаш подпредседател на владата, буквално секоја недела можевме го гледаме во емисијата Фармер, како главна звезда и присутен гостин. И на крајот на кришта, зошто само во А1?
Дали ова значи дека сите останати, например овие провладини медиуми, апсолутно се што работат законито. Значи тука има многу зошто, не само зошто упатено кон нас како опозиција, туку и зошто некои мерки и одлуки се донесуваат од страна на власта токму сега. И веднаш да одговорам. Власта сака да го расчисти медиумскиот простор. Сака битката за следните парламентарни избори да ја добие во сферата на медиумите уште воопшто и пред да се закажат изборите. Не сакаат со А1 што ќе зрачи, со време шпици КХР што ќе излегуваат, да оди на избори. Сака да одат со огромна медиумска предност. И ја не се сомневам дека ако ова со А1 им поминеше, и ако успеат целата работа да ја направат, дека ќе имаше притисоци и кон други медиуми кои што се критички настроени кон власта. Некои шпекулации во јавноста веќе има за евентуално укинување некои дневни весници од финансиски причини. Слушнавме претходно дека има некои комбинации, некои телевизии да се продадат и на некој начин да го изгубат оној дел на информативна програма, што значи ова е еден инженеринг од страна на власта да го исчисти медиумскиот простор пред да се влезе во трката за следните парламентарни избори. Si përmendet se para 2 viteve qeveria nuk e ndërmori këtë hap ndaj pronarit televizionit tani, po e ndërmerr tani. Po para 2 viteve, ju në këtë studio, këtë televizion e etiketuat se është proqeveritar. Si tani nga televizion që ka qenë proqeveritar u bë shtyll e demokracisë. Значи, само сакам да кажем една работа. И тогаш кога давав оценки дека А1 е провладина телевизија, на памет не ми паѓаше да побарам заради тоа да биде затворена. Нити сега, за оние што се провладини телевизии, не ми паѓа на памет дека решение за таката ситуација ти да бидат укинати. Тоа е огромната разлика помеѓу Груевски, да речеме, и мене или опозицијата. Логично е, нормално е во една држава да има и медиуми кои што ќе ја поддржуваат владината политика, да има таква уредувачка политика, да има медиуми кои што ќе бидат критички и настроени кон власта. Така е сегде, така треба да биде и кај нас. Не е логично и ненормално е ако оваа власт сака да останат само провладините медиуми. И пак ќе речам, не само со замрзнување на сметки и овој процес што тргна кон А1, туку тие таквиот простор го креираат и го моделираат цело време и со наши пари, народни пари. Од буџетот, од фондовите, од јавните предпријатија, фаворизирајќи и корумпирајќи едни медиуми и ставајќи ги во многу незавидна состојба другите медиуми. Juve ju akuzuan gjithashtu se nuk jeni I njëjtë sikur Gruevski dhe nuk dalloni shumë nga ai, duke pas parasysh deklaratën që e dha kur vendosët ta braktisni parlamentin. Një ndër arsyet ishte kjo, presionin ndaj mediumeve dhe ata që ndërmerret, mirë po edhe ju nuk harruat që të etiketoni mediumet dhe në një formë bëni presion ndaj atyre që ju I konsideroni se janë proqeveritar. Огромна е разлика дали јас ќе коментирам како некои медиуми ги перцепираат состојбите во општеството. И друга работа е она што го прави Груевски, каде што опозиција на власт ги затвара тие медиуми. Се надевам дека и ќе се согласи дека тоа не е исто и не може да има знак на еднаквост. Тоа е за моменталната ситуација. И втора работа, да ве подсетам на крајот на кришта, ја имам минат труд во ова општество и СДСМ. Сме биле и во состојба да имаме наша влада или да бидеме на власт. Сетете се, дали некогаш вакво нешто кон било кој медиум било преземано. Дали било кој медиум бил згаснат во период кога СДСМ бил на власт. Обратно, можам да кажам дека плурализмот во медиумската сфера се создаде во периодот кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт. Сите овие телевизии, најголем дел од телевизиите, кои што имаат, например, национална концесија, тие национални концесии се добиени и тие почнале со својата работа во период кога СДСМ бил на власт. Значи, огромна е разликата дали некој го збогатува медиумскиот простор и плурализмот во сферата на медиумите, како што сме го правиле тоа претходно ние, или сега кога имаме една политика која што гасне медиуми и наместо плурализам имплементира медиумско едноумие. Thatë ju jeni një kohë gjatë në skenën politike. Ndjeni ju përjetësi për këtë situatë në cilën gjenden mediumet në Maqedoni? Gjithmonë janë shfrytzuar për qëllime politike dhe biznes interese. Значи, без било какви предрасуди, можем да кажем дека ова што денеска не се случува не било никогаш.
Дури не било нити во периодот кога ВМРО-ДПМН беше на власт, во периодот од 1998 до 2002 година и кога премиер беше Љупчо Ѓорѓевски. Со Ѓорѓевски сме имале огромни разлики, знаете колку сме се обвинувале, напаѓале, критикувале. Меѓутоа, во сферата на медиумите имаше неспоредливо поголема слобода во период 1998-2002, отколку што сега тоа се случува. Да не забораваме, тоа беше период и кога имавме и воен конфликт. Значи, една ситуација која што некоја власт може да ја искористи за некакви дополнителни пресии или репресии кон медиумите. Тоа не се случуваше. Значи, ова што денеска го имаме на сцена не се споредува со ниту еден период претходно, нити кога СДСМ, нити кога ВМРО-ДПМН биле на власт. Ако Зони Груевски се është популист, во си да куптоим декларатën e juaj se tani do t'jeni me popullin dhe mes popullit. Nuk është kjo populizëm që ju e bëni tani? Па не, демократијата во својата основа значи владење во името на народот и застапување на интересите на народот. Што ни се случува во Македонија? Ние имаме гушење или задушување на демократијата во институциите. Парламентот не е законодавна власт, не е трета власт. Тоа е продолжена рака на владата. Гласачка машинерија. Еве, сетете се во овие 5 години се случило ли некогаш било кој предлог, макар и најбенигнен, закон, амандман, одлука, декларација, предложена од опозицијата да биде прифатена во собранието? Апсолутно не. Кога сте на власт, ја гушите и задушувате демократијата во институциите, неминовно ќе го добиете одговорот надвор од институциите. Ова што се случува овие денови во Египет, Тунис, па и во Албанија, и кој што многу мина од дежурните критичари на опозицијата, значи, да ги наречам луѓе кои што стојат на некакви провладени позиции, ја обвинуваат опозицијата дека се обидува да направи сценарио како во Тунис или во Египет. Во Тунис или во Египет состојбата е таква не заради опозицијата, туку заради недемократското владење на режимите на Бен Али и Хосни Мубарак. Никој не може да ги извади граѓаните и народот на улица, да го искажуваат својот револт, како една недемократска власт. Граѓаните во Србија во времето на Милошевиќ не излегоа заради опозицијата, туку заради тоталитарниот начин на владење на Милошевиќ, да се спротивстават и да го прекинат тоа владење. Од тука, во кој правец ќе одат работите во Македонија? Пред се зависи од актуелната власт. Дали ќе ги почитува елементарните принципи на демократијата, основните стандарди, функционирањето на институциите така како што би требало и како што е нормално според сите пишани и непишани правила на парламентарната демократија, или ќе го имаме ова што до сега го имавме, и јас искрено речено не сум голем оптимист дека Груевски може да ја смени политиката, бидејќи тоа е неговиот ментален склоп, негов и на групата околу него, ќе продолжи, значи таквиот начин на владење, на постојано продуцирање на поделби во општеството. Погледнете што не се случува само последните 2 месеци, а тој процес е тргнат од многу порано. Во која парламентарна демократија на секој социјален протест се организира од страна на власта контрапротест? Тоа еднаш го гледавме како пример повторно во Србија во времето на Милошевиќ, на митинзи, контрамитинзи и нигде на друго место. Ние имаме ситуација, излегува студентите на плоштадот во Скопје да протестираат против изградбата на црква на плоштадот, власта им испрати силеџи да ги претепаат пред сите камери, пред вас новинарите кои што тоа го регистриравте, до ден днес никој не ја понесе одговорност. Кога излегуваат тутунарите пред собрание, затоа што нивната мака, нивниот проблем ги натера да излезат, тие веднаш ги испратија своите лојални членови од редот на јавната администрација пред седиштето на опозицијата. Што бараат од опозицијата? Ние сме опозиција. Што бараат? Оставка од опозиција? Или да им го решиме проблемот на некој начин користејќи јавни фондови кога сме во опозиција? Тоа го нема нигде. Кога излегува стоматолозите од стоматолошка клиника, најелементарното човеково демократско право да искажат протест, револт против некакви состојби тамо, веднаш се појавија некакви квази загрижени пациенти кои што се поставија од другата страна наспроти нив да ги обвинуваат, да ги дискредитираат. И конечно кога универзитетските професори пред некој ден во
рамките на универзитетскиот кампус излегоа да протестираат против начинот и решенијата од законот за високо образование, им ги пратија студенти кои што појма нема зашто се тамо, за да протестираат против професорите. Што значи тоа? Дека тоа е една политика која свесно ја турка државата во поделби, конфронтации и инциденти. Океј, çka bët ju? Dhe çka jeni duke bërë ju për ta parandaluar të? Neve shohim se Gruevski është mjeshtër për t'i bërë këto gjëra që ju i përmendni. Por çka ju po ndërmeni për ta parandaluar një situatë tillë? Mendoni se me bojkotim të institucioneve mund të rregullohet kjo? Значи вака, не е точно дека ние решивме да ги бойкотираме институциите без да видиме дали можеме нешто да направиме во рамки на институциите. Да ве потсетам, кога тутунарите дојдоа пред собранието, ние побаравме да се расправа за таа точка. Излеговме со иницијатива, собранието да ја разгледа состојбата и да донесе заклучоци кои што ќе натераат владата да го решава проблемот. Во врска со Законот за високо образование, ние како партија и како опозиција реагиравме и во моментот кога власта излезе со своите предлози, идеи и така натаму. Значи, ние се обидовме во рамките на институциите и тоа ни беше оневозможено. Беше исцрпена таа можност и не даде резултат. Затоа што они се однесуваат на следниот начин. Ние сме мнозинство и ќе правиме што сакаме. Се или ништо. Победникот на избори носи све. Опозицијата не е од страна на Груевски третирана како нешто што е корисно и неопходно, туку како зло што треба да се елиминира. Да ја потсетам, минатата година тој испрати јавно писмо до сите своји членови да се подготвуваат за конечна пресметка со сите негови неистомисленици. Да ја потсетам дека секој во оваа држава кој што се осмели јавно да проговори и да ја критикува власта на Груевски, беше одма оквалификуван како човек на Бранко Црвенковски или на Социјалдемократскиот сојуз. Па вие ги видовте оние луѓе пред собранието, прво како се облечени, се гледа дека се тутунари, дека се дојдени од нива, дека имаат проблем, дека имаат мака. Беа обвинети и дискредитирани дека тие се партиски членови, послушници. Ги вадеа книжките од ВМРО ДПМН пред камерите, дека се нивни членови. Универзитетските професори беа дискредитирани веднаш дека се членови на ССМ или под директива моја дека тоа го прават. Кога, например, Уставниот суд ќе донесеше некоја одлука, веднаш беа судиите дискредитирани дека тоа е по наредба на СДСМ и моја како претседател на СДСМ. Дојдовме во ситуација да сред Брисел пратеникот и еден од полените на Никола Груевски, Ѓорчев, го обвини Фуере дека ги застапува интересите на опозицијата. Што значи тоа? Критиката е зло, според Груевски. Различното мислење е нешто што треба да биде елиминирано, уништено, не смее да постои. Тој ја форсира таа приказна, или сте со нас, или сте против нас. Од тука, опозицијата не е нити промотор, нити генератор на ваквите состојби. На крај на краиштата, секаде и во секоја земја власта е таа што ја носи одговорноста. Ако за све што се случува во државата има моќ опозицијата да го изрежира и да го организира, ако за секој проблем што му се јавува на Груевски, се е тоа некое масло или сценарио од наша страна. Погледнете вчера што имавме смешна ситуација. Генералниот секретар на собранието вели дека му биле подметнати налозите да ги потпише за патувањето на Бучковски во Израел. Имавме ситуација кога Иванов како претседател на државата вели дека му подметнале службите да потпише помилување за Ламбе Арнудов. Се сеќавате за помилувањето. Па чекайте, луѓе. Ако толку не ве бива, ако толку не сте способни, ако сте на власт, со цела власт во ваши раце, со огромно мнозинство во собранието, со сите министерства, со сите јавни предпријатија и опозицијата може на овој начин да ве обструира, вас не ве бива. Поднесете си оставка и одете си. Mirë, do të vazhdojmë këtu ku jemi me bisedën, do të bëjmë pauzën e parë për reklama dhe kthehemi sërish në studi. Kthehemi në studio për të vazhduar aty ku ngelëm. Thatë se brenda institucioneve nuk arritët të bëni asgjë. Çka do të bëni tani jashtë institucioneve? Si do arrini që ndryshoni mendjen Gruevskit që të fillojë të pranojë diçka nga propozimet tuaja? Значи, веднаш да кажам, кризата во која што Македонија се наоѓа е толку тешка
и толку широко распространета. Таа е и економска и социјална криза, таа е и политичка криза. Имаме криза на демократијата и една криза која што можеби не ја споменуваме толку често, а многу е значајна. Ние имаме криза на перспективата. Македонија е земја без перспектива, без иднина. Доскоро верувавме дека тоа се евроатлантските интеграции, нашето членување во тие структури, реформи што ќе не водат во тој правец. 5-та година стоиме во место, или поточно речено, се враќаме назад. Не стоиме дури ни во место, бидејќи извештаите од година во година се полоши отколку во претходната година. Например, слободата на медиумите се до лани не беше проблем во Македонија, сега и тоа станува проблем, и тоа проблем кој што го констатираат и Брисел и Вашингтон. Таква тешка криза може да се надмине само со парламентарни избори. И тоа предвремени парламентарни избори. Нашето основно барање е да се организираат предвремени парламентарни избори. Притоа морам да кажам, да појаснам, дека ако гледаме чисто партиски, тесно партиски интереси, нас не ни се брза. Колку покасно се изборите, нашата изборна победа ќе биде поголема. Меѓутоа, од друга страна, сме загрижени каква состојба ќе затекнеме. Од каде ќе треба да почнеме, ќе има ли некои работи што воопшто не ќе може да се поправат. Ке значи ли тоа, ако ги чекаме редовните избори 2012, уште 2 години изгубени за евро и НАТО интеграциите, изгубени за било какви инвестиции, за било какво подобрување на економската состојба. Еве ви еден пример како може да настане штета која што не може да се поправи. Проектот Скопје 2014. Значи, проект за кој што огромното мнозинство граѓани во оваа земја има спротивно мислење, има негативно мислење. И владата упорно го турка, трошејќи огромни народни пари во период на сериозна економска криза во државата. Често пати ми го поставуваат прашањето: добро, што ќе правите со овие споменици кога ќе победите на следните избори? Еве, ако победите, формирате влада, што ќе правите со овие споменици? А што можеме да направиме со тие споменици? Да ги рушиме, да ги дигаме во воздух? Некои од тие работи кои што не се почнати, добро, ќе ги стопираме. Некои кои што се почнати се во одмакната фаза, дури ќе мора да продолжиме, иако сме директно против тој проект, да се дозаокружат. Иначе тоа би било руглово во центарот на градот, да оставите карабини да стојат. Може би некои од тие објекти ќе добијат некаква пренамена. Меѓутоа, ви посочувам пример кој што и остава наследство на идната власт, без разлика какви се нејзините политички определби, дека ќе мора дури и да продолжи дел од тие политики, затоа што се тоа непоправливи штети предизвикани од страна на актуелната власт. Ако они земат уште една евроврзница од, не знам, 200 милиони евра, као што зема 185 милиони евра, со се каматите 200 милиони. Не се што ме питје хипотетиката, ти лем кта, лед важдојн, се двини им пуштет. Не се кени кај шум дилема, се што си доафе до даѓени штети. Не, немам ја дилеми. Јас само кажувам дека што покасно се случат изборите, штетите ќе бидат поголеми. Од тие причини како партија ние инсистираме избори да се случат час поскоро. Па nuk është përshtypja se ju insistoni të kemi zgjedhje sa më shpejt. Është sigurisht fjala popullore, ju kërkoni zgjedhje, mirë po lutni Zotin që të mos ndodhin. Ајде, тоа е ваш печаток. Ние бараме... Nuk është imi, është i përgjithshëm në opinionit. Не е апсолутно не е општ печаток. Значи, ние на 5 декември минатата година излеговме со иницијатива за распуштање на парламентот. Ја поднесовме во собрание. И сега, ајде да ве прашам, ако ние молиме Бога или блефираме, доволно ќе беше мнозинството да ја прифати таа иницијатива и денеска ќе бевме на избори. А еве ако сме блефирале, ако не сме искрени, одлично, Груевски имаше шанса заедно со парламентарното мнозинство да ја прифати таа иницијатива. Дури предложивме и измени на изборниот закон за да немаат оправдување или образложение дека не може по постојниот закон да се оди на избори. Значи, апсолутно, ако беше блеф, зашто не го прифатеа? Ако ние не сме сакале избори, немаше толку да ризикуваме, ќе се случија избори. Само од нив зависеше. Ние предлогот го дававме во собрание. Кога ние поставуваме услови, има логика во сето тоа. Кога велиме дека изборите можат да ја надминат оваа криза, има еден предуслов. Ако се фер и демократски, ако имаме фалсификувани избори, кризата ќе стане поголема, нема се реши. Затоа мора се создадат сите предуслови тие избори да бидат елементарно
да имаат шанси да бидат фер и демократски. Погледнете ги нашите барања, дозволете. No. Ние предлага, услов ни е да властта и опозицијата се усогласат околу измените на изборниот закон. Што има пологично тоа? Па кај го има тоа? Во која нормална држава властта го менува законот без опозиција? Втора работа, да се исчистат избирачките списоци. Треба или не треба да се направи? Треба да се направи. Како ќе одиме на избори? Го изчистија? Апсолутно. Ја вчера ја гледав изјавата на министерката Груевска, Јанкуловска. И морам да кажам дека во самата изјава, таа велика сега ќе почнеле да го прочистуваат списокот на матичните, книгите на матични книги на родени, за периодот 50 до 80 години, и дека тој процес ќе го завршат до мај. Пазите, во понеделник имаме лидерска средба. Ние поставаме услов за избирачки списоци и они во вторник вика го изчистивме. И се, што ни останува? Да и веруваме на на Јанкуловски и на Маневски, дека е тоа така. Затоа предлагаме собраниска комисија на паритетна основа. Колку што ќе има од власта, толку од опозицијата пратеници, да направат ревизија на избирачкиот список, да се увериме дека на вистина е тоа коректно направено. Третата работа што ја предлагаме, министерот Маневски, односно министерот за правда, да не биде член на судскиот совет и на советот на обвинители. Што е тука нелогично? Па тоа е основното барање од извештајот на Европската комисија. Запишано, со име и презиме, тој е единствениот министер кој што со име и презиме е спомнат во извештај на Европска комисија, не за Македонија, за било која земја. Ju thoni, edhe në deklaratën që e kishit në panel pas takimit me ministrin e jashtëm slovenistat, jemi përcjelljet parakohshme parlamentare, mirë po duhet të kemi atmosferë demokratike. Në këtë atmosferë, siç është tani, nuk mund të kemi zgjedhje. Kur mendoni se do ndryshojë kjo atmosferë? Nëse Gruevski është vazhdimisht në pushtet. Апсолутно. 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 Значи, ајде да ги усогласиме измените на изборниот закон, при тоа, за да не дојдеме во некаква полемика или кавга. Kjo tregon se nuk keni të gatshëm me njëherë tani të shkoni zgjedhje. Për këtë duhet kohë. Dhe kjo kohë i nevojitet LSDM-s. Këtë frikë keni se Branko Crvenkovski ka deklaruar në disa intervista se nëse humb në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht cilët janë, të tërhiqet nga politika. Duhet dikush t'i garantojë Crvenkovski se do të fitojë në zgjedhjet kur do të mbahen ato, se do të fitojë. Значи вака, таа теза е една од најглупите тези. Една од најглупите тези. Цело време повторува, јавно, во секој интервју, во секоја изјава, во пишан медиум, во електронски медиум, дека ја не се вратив во Социјалдемократскиот сојуз за да остварувам некакви мои лични амбиции. Ја бев премиер, бев председател на држава. Значи, во сферата на политиката, највисоките функции во оваа држава ги вршив. Ја немам право на лични амбиции. Јас се вратив во Социјалдемократскиот сојуз за да ја помогнам на партијата на следните избори да ја запре оваа погубна политика на Груевски. Тоа значи да ја порази оваа политика, тоа значи СДСМ да победи. Тука моите амбиции завршуваат. Проблемот не е што ќе се случи после следните избори со Црвенковски, проблемот е што ќе се случи со Груевски после евентуален пораз на следните избори. Ju me këtë tregoni se LSDM-ja nuk mundet pa Crvenkovski. Дозволете. Значи, да ве прашам една работа. Има ли, дали е нормално за било кого државата, да речеме, одиме на избори без проверка на избирачкиот список? Одиме на избори без измените во изборното законодавство што ги предлага ОПСЕ и ОДИХР. Одиме на избори со затворена А1, време шпици и КОХР, може утре и Алсат ќе ја затворат, ако не сте многу по кејф. Тоа не се случува. И Алсат и А1 работат се уште. Не знам, може би ќе се случи. Пазите, Говориме хипотетички. Ама не е хипотетички, до вчера беше замрзната сметката. Уште 10 дена А1 немаше да работи. Сега работи, деблокирана, ќе работи. А дали ќе беше деблокирана ако не го направивме овој потекст со излегување од парламентот? Знаеме, судството е независно, па они решаваат, не решава Груевски. Знаеме дека судството не е независно во Македонија. И тоа е клучниот проблем во Македонија кој што го констатира и Европската комисија и Соединетите американски држави. Во сите извештаи судството е посочено како најцрна точка и токму по основ дека нема независно судство, туку дека власта врши перманентен притисок и во делот на избор на судии, и во делот на разрешување на судии, и во делот на конкретни судски одлуки. И сега јас, пазите што се случи, во понеделник му викам на Груевски, ме вели, вие барате од мене да се мешам во судство. Не, ја барам да не се мешате во судството. Ама вие се замешавте во судството, има
ваква создадена ситуација. Ај сега пак како што не се мешавте, исто не се мешате, нека се реши проблемот. Другиот ден се решава проблемот. Судскиот совет 3 пати, критичниот совет, 3 пати одложува одлуката по основ на жалбата за замрзнатата сметка. Требаше да биде одлуката во среда, се одложи за петок. Требаше во петок, се одложи за понеделник. Во понеделник беше лидерската средба, во вторник критичниот совет оцени дека треба да биде поништена таа одлука и вратена на повторно одлучување. Да ја прашаме на работа. Што се случуваше среда до понеделник до вторник? Никој не им се јавуваше на судиите што да прават. Што значи тоа независно судство кога чека лидерска средба да заврши? Како тоа одеднаш, тоа што не беше можно, стана можно? Да повторам. За жал, јас сакам да имаме независно судство, меѓутоа не можеме да затвараме очи пред она што е реалност во Македонија. Нема независно судство. Секогаш имало обиди на власта да се влијае во судството. Меѓутоа, никогаш како сега. Никогаш како сега. Затоа сме посочени 2 години поред во извештаите на Европската комисија, дека со вакво судство не можете да одите понатаму. Препораката министерот за правда се тргне од судскиот совет и од советот на обвинители е од Брисел. Тие ни ја дават, ако сакате понатаму да продолжите по патот на интеграциите, тоа треба да се направи. Ние го предлагаме истото тоа, бидејќи не заради тоа што Брисел го предлага, бидејќи тоа е проблем во државата. Сакаме тој човек или воопшто владата преку министерот за правда да ја оневозможиме да има влијание во судскиот совет. И сега само уште еднаш да одговорам на прашањето. Дали со вакви услови бараме пролонгирање на предвремените избори? Ви тврдам, ви гарантирам дека ако има политичка волја од другата страна, а логично е, не бараме ништо што не е логично. Пазите, да се договориме кој измени на изборниот закон, да го провериме избирачкиот список, подеднакво средствата од буџетот за медиумите, тоа значи и АЛСА да зема толку колку што зема Сител и Канал 5. Тога сте во рамноправна положба. Не може вие да земете 5% од она што го зема, например, Сител, а тоа се заеднички пари на сите. Буџетот се полни од порезите, од даноците, од давачките на сите граѓани во оваа земја. Не може со тие пари едни медиуми да се фаворизираат, други да се уништуваат. Што е тука нелогично? Затоа што во тој случај имаме елементарни услови демократски да одиме на избори. Mirë, cilat janë hapat e ardhshëm të LSDM-s nëse nuk pranohen këto kërkesa tuaja? Ако не се прифатат овие наши барања, ние не се враќаме во собранието. Колку толку треба да биде, толку колку што треба. Што е изборот на парламентарното мнозинство? Не знам. Кои опции тие ги разработуваат? Не знам. Меѓутоа знам една работа. Барањата кои што го поставивме се логични, разумни, во корис на државата. Доколку има добра волја, можеме за 10 дена да се договориме. Ако се договориме за 10 дена, 11-тиот ден да одиме да го распуштиме парламентот и да ги закажеме предвремените парламентарни избори. Ако овие услови не се прифаќаат, тоа значи дека власта нема намера да организира демократски избори. И затоа им реков во понеделникот и на председателите на партиите од парламентарното мнозинство. Ако ве лажи умот дека без нас од опозицијата и нашето присуство во собранието ќе го измените изборниот закон како што вие сакате, ќе го направите избирачкиот список како што вие сакате и ќе го распуштите парламентот и ќе одите на предвремени избори, претходно средувајќи ги состојбите во медиумите како што вие сакате, ние на тие избори нема да учествуваме. Веќе тие нема да бидат демократски избори. Меѓутоа, што ќе се случува после такви избори во државата, одговорноста е ваша. Pluhur të madh ngriti në opinion deklarata e Bushkovskit, i cili përmendi skenarin serb, nëse Gruevski nuk pranon zgjedhje, mund t'i ndodhë ajo. Cili është qëndrimi juaj? Mund të kemi tensione të tilla dhe njerëzit dalin në rrugë nëse nuk pranojnë këto kërkesa tuaja? Јас пред малку споменав. Ја лично не го сакам тоа, не го посакувам, не го планираме, не работиме на такво нешто. Тоа е лошо за државата, лошо е за сите. И тоа само по себе не може да донесе добро. Меѓутоа, тоа не зависи од нас дали ќе се случи или не. Зашто има египетско и туниско сценарио, а нема шведско и финско сценарио што ќе го гледаме на телевизија? Зашто таму народот не излегува на улица и насилно да ја менува владата или власта? Никој
како недемократска власт, како диктаторска власт, не може да го акумулира револтот на народот и да го извади на улица никаква опозиција и никој друг однадвор. Значи, дали држава ќе оди во тој правец, не зависи од опозицијата. Замислете, задоволни граѓани. Задоволни, убаво е, слободна е во Македонија, демократија има, економската криза не е таква да не може да се издржи, социјални проблеми има како и во секоја друга нормална држава. Ние можеме 100 соопштенија да даваме, пресконференција држиме, да повикуваме на митинзи и протести, луѓето нема да излезат. Зашто би излегле? Кој со од кејф, од убаво, заради без ќе излезе на улица и ќе изразува револт против актуалната власт? Nëse një gjë e tillë ndodh, sërish sipas jush, përjetësia do t'i takoj partive në pushtet? Апсолутно, апсолутно. Затоа што, не само затоа што се власт, туку затоа што водат ваква политика, која што во основа значи газење на демократијата, газење на човековите права и слободи, продлабочување на кризата, продуцирање на општествени поделби, меѓусебни тензии и судири. Па, ајде да ве прашам, кога во Македонија имала ваква поделеност? Цело време се не делат. Патриоти и предавници, верници и неверници, антички словенски македонци, транзиционери, транзициони политичари, реформатори, преродбеници и други, наши и ваши. 20 години имаме искуство во парламентарната демократија. Никогаш вака не било. Заради што? Кој е генераторот на таквите поделби? Веќе предеска говорев, тоа е директно власта. Кој ги организира контрапротестите? Во која друга нормална земја се протестира пред опозиција? Има ли подобар доказ колку не се почитуваат некои логични процедури, стандарди, критериуми за тоа што е демократски, што не е демократски, што е одговорно, што не е одговорно? Keni takime intenzive me ndërkombëtarët, vlerësimet e tyre dhe reagimet, deklaratat janë pothuajse të ngjashme. Gjithë thonë se me bojkot nuk mund të arrihet në zgjidhje të ndonjë problemi. Ndërkohë që në media mund të dëgjojmë me zë më të lartë se Washingtoni ndoshta ka ndez dritën e kuqe. Si ju duket juve? Значи, меѓународната заедница по подолго време проявува повторно сериозен интерес за тоа што се случува во земјата. Мене ми е јасно, и ми беше јасно, дека не можеме да очекуваме било од Брисел, било од Вашингтон, било од која земја членка на Европската Унија изјава или оценка дека бојкотот е позитивна работа и дека треба да се поздрави. Тоа беше сосема јасно. Меѓутоа, можете да забележите дека покрај повикот што се упатува до нас, дека треба да се вратиме во институциите, секогаш и од сите се споменува и да се решаваат проблемите со слободата на медиумите, независното судство, политичкиот диалог. Тие пораки не се упатени до опозицијата. Како ние можеме да ја загрозиме слободата на медиумите од опозиција? Како ние можеме да го загрозиме независното судство од опозиција? Јасно е кому се упатени тие пораки. Имаше дури подецени дека Груевски, не спроведувајќи ги препораките од извештајот на Европската комисија, ја доведе состојбата во државата да биде таква каква што е сега. Значи, ја она што го очекувам е навистина не само зголемен интерес, туку и зголемен ангажман од страна, ние често пати го користиме тој термин меѓународна заедница, меѓутоа во основа, имајќи ги во предвид нашите стратешки определби, клучните центри за нас се Брисел и Вашингтон. И не е случајно нити оваа посета на премиерот на Вашингтон, токму сега и во овој период, не се случајни, не знам, изјави, резолуции, декларации, дописи, посети, кои што веќе се случуваат или ќе се случуваат во наредниот период и од представници на Европската комисија и на Европската Унија. Пазите, една од темите за кои што ќе се разговара во Вашингтон е што со евроатлантските интеграции. Ние стоиме во место. Велиме дека ни се стратешки пријатели и партнери Америка и Европска Унија, меѓутоа ние после 5 години дури не стоиме на исто одстојание од НАТО и Европската Унија. Дури сега можеме да кажеме дека сме и поодалечени отколку пред 5 години. Po si e vlerësoni ju faktin se dje ambasadori Rikard mblodhi disa gazetar për t'ju spjeguar dhe për t'ju treguar se
vizite e Gruevskit në Washington nuk është vizite cila vjen për shkak të krizës politike që kemi në vend apo zhvillimeve të fundit politike, po është vizite cila është planifikuar shumë më herët. Не знам, не знам дека имало таква средба, не знам кои новинари биле и не знам што амбасадор Рикер точно им соопштил. Факт е дека има, нека биде коинциденција. Ама чудна коинциденција дека, замислите, била планирана 2 години посетата и се потрефи баш сега, кога ни се случува тоа во земјата, да се реализира таа посета и само една недела после само една недела после средбата во Њујорк на Нимиц со представниците на двете земји. А инаку само да посетам дека Нимиц не организираше средба со преговарачите од двете земји, не знам, година дена назад. И се баш на 9 февруари ја прави таа средба, а на 16 Груевски оди во Вашингтон. Значи, ја немам докази, чисто логицирам врз основа на она што се случува, дека има поприлично коинциденции во целата таа работа. И на крајот на Хриштата ја не мислам дека е лошо ако меѓународната заедница, пак ќе речам Брисел, Вашингтон, земјите членки на Европската унија го зголемат интересот за тоа што се случува во оваа земја и ни помогнат да се вратиме на клучниот правец, на вистинскиот пат во остварувањето на оние определи кои што се од интерес на овој народ, а не против интересите на овој народ. Po në këtë takim me gazetarët, Rikeri ka potencuar, keni problem, mirë po problemin pa tjetër duhet të zgjidhni vetë. Pse ne gjithmonë duhet presim që dikush tjetër të vitë në zgjidh? Pse të presim nga Washingtoni apo nga Brukseli të vitë të zgjidh problemet tona që i kemi këtu? Па ја не мислам дека треба да очекуваме од Брисел и од Вашингтон да ги решаваат проблемите. Не мислам дека тоа говори добро за нас како земја. И дека е навистина многу подобро ние самите да покажеме дека имаме во оваа земја и демократски капацитет, и државотворен потенцијал, и способност да изградиме еден национален консензус, да ги оствариме основните национални и државни интереси на Република Македонија и на граѓаните на оваа земја. Камо среќа да е тоа така. Која ја споменувам ја меѓународната заедница, не ја споменувам како посакувана варијанта или како нешто што би било добро да имаме тутори постојано над оваа земја. Меѓутоа, за жал, кога имате ситуација во која што не се случува тоа, значи добро е да имаме демократски капацитет, го немаме демократски капацитет. Наместо да ја јакнеме демократијата, одиме назад. Добро е да имаме независно судство. Независното судство не треба да направиме ради Брисел и ради Вашингтон. Треба ради нас, заради нашите граѓани, заради нашиот живот овдека, да има поголема слобода, поголема заштита на човековите права и слободи, да имаме подобра економија, подобра социјала. Ама еве тоа не се случува. Не се случува. Работите често пати кај дел од граѓаните во Македонија има негативен став воопшто кон Брисел или кон Вашингтон, бидејќи стално ни нешто ни кажуваат што да правиме. Стално ни нешто ни попуваат. Ја често пати со граѓани на улица, па што они да ни кажат што треба да правиме. Добро, ајде да видиме што е тоа што ни го кажуваат. Дали од тоа што ни го препорачуваат нешто е штетно за Македонија? Ако имаме подобра економија, подобра социјала, повисок стандард, повеќе вработувања, поголема слобода, послободни медиуми, подобра заштита од страна на судството, ако имаме деполитизирана администрација, тоа е добро за некој американец што живее во Тексас, или за некој германец од Дизелдорф, или за македонците, албанците, сите останати што живеат тука и се граѓани на оваа земја. Барат и решавање на спорот со името. Тоа е најмногу им света на граѓаните, очигледно. На поголемите. Видете, ако и ние имаме генерална определба да станеме членка на НАТО и Европската Унија, и ако тоа е нашиот највисок приоритет, бидејќи тоа е едината, кога говорев преска за криза на перспективата, зборев за тоа, дека таа еднина, сите се согласуваме таму, ние едината, ама ништо не се прави, таа еднина да ја реализираме. Сосема спротивно. Се влечат потези со кои што не ние во земјата, цел свет се чуди што правиме. Например, како, не знам, оние случувања со Зимбабве, Сирија и Боливија. Значи, цела Европска унија на една страна и Америка на друга страна, ние контра нив. Ја поддржуваме резолуцијата за легализација на жвакање на кока на Боливија. Ние, Боливија и Колумбија, и никој друг од 200 земји.
И сега, со тоа докажуваме дека стварно сме за Европска Унија, да одиме и во НАТО, или само збориме, а правиме нешто сосема друго. Меѓутоа се вратам на вашето прашање. Ако е тоа нашиот највисок приоритет, тогаш пречките кои што не оневозможуваат тоа да го реализираме, треба да се надминат. Проблемите треба да се решаваат. На крајот на криштата, самиот Груевски вели, ние се залагаме за решавање на спорот со Грција. Самиот тој вели, окей, тоа е добра определба. Проблемот е, дајте тогаш и да ефектуираме таа определба. Не е само декларативно да говориме, бидејќи времето работи против нас. Времето им даде шанса на сите останати околу нас во регионот да напредуваат. Гледайте што се случува во Србија. Србија веќе го пополнува прашалникот и добија кандидатски статус за членство во Европската Унија. Црна Гора тоа ќе го направи. Албанија е веќе членка на НАТО и работи на кандидатскиот статус за членство во Европската Унија. Ако до пред некоја година бевме 1000 милји пред нив и заедно со Хрватска, сега некој ќе рече, ама сега сме на исто ниво. Не, ние сме поназад, затоа што гледано од надвор, да речеме од аспект на некој странски инвеститор. Тие се земји кои што имаат перспектива, затоа што се случуваат работите постепено, но постојано напред, а ние сме без перспектива, се плаши што ќе се случува со Македонија, бидејќи 5 години ништо не се случува, стоиме во место. Кога големите фирми и компании сакаат да инвестираат, за нив пазар од 2 милиони како што е Македонија не е доволен мотив. Они инвестираат во регионот, а ако инвестираат во регионот, споредуваат какви се состојбите и перспективите на секоја од тие земји, за да знае во која од тие земји ќе има своја инвестиција. Ние, според владините соопштенија, не опозициони, за првите 10 месеци имаме 100 милиони евра вкупно странски инвестиции. Црна Гора има 500, милиарда и 100 милиони евра има Србија, за останати Албанија неколку пати повеќе од нас, и се прашуваме зашто инвеститорите не доаѓаат во Македонија. Ако не доаѓаат инвеститорите, ќе нема нови фабрики, ќе нема нови фирми, ќе нема нови работни места. Ќе има сиромаштија, ќе има огромна невработеност. Значи, определбата за НАТО и за ЕУ не е само политичка, абстрактна определба, кога луѓето велат сакаме подобар живот, сакаме повеќе работни места, сакаме помалку сиромаштија, тоа директно треба да се поврзи. За тоа да го оствариме ни требаат инвестиции. За да дојдат инвестициите, тие треба да бидат сигурни дека доаѓаат во земја со јасна перспектива. Mund ta bëj këtë LSDM-ja, nëse fiton në zgjedhje të ardhshme pavarësisht kur janë ato? Па да ви кажеме на работа. Погледнете наназад, значи еве да не говориме што ние ќе направиме. Те шофим përpara. A mund ta bëj atë? Да, ССМ тоа може да го направи. Mirë, bëjmë pauzën e dytë për reklama, kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit bisedës tonë me liderin e Lidhjes Socialdemokratë Maqedonisë Branko Crvenkovski. Kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit bisedës tonë me kryetarin e Lidhjes Socialdemokratë Maqedonisë, zotin Branko Crvenkovski. Zotin Crvenkovski, si e shohni qëndrimin e Bashkimit Demokratik për integrim në gjithë këtë situatë që është duke ndodhur? U tha se Ahmeti as që ka fol në takimin e liderëve. Po doli me një deklarat pas takimit me Manasijevskin. Значи, не знам од кои причини, тоа е точно, господинот Ахмети на лидерска средба не ги изнесе своите ставови. Не знам од кои причини. Потоа следев на медиумите, не даде ни изјава после таа лидерска средба. Видов изјавата дадена со Манасиевски после нивната заедничка средба. Значи, мене во овој момент ми представува сериозен проблем да ги идентификувам точно ставовите на ДУИ. Она што беше кажано е коректно, во ред. Значи, добро е за државата, решавањето на проблемите да се врати во институциите. Ја не можам да кажам дека тоа е некоректно. Се разбира, ама ако се решат во институциите, ако не се решат, имаме повторно проблем. Немав во последно време средба со господинот Ахмети, така да не можам да заклучам кои се неговите анализи, согледување ставови, намери во наредниот период. Од некои од изјавите и интервјуата на членови на ДУИ можам да забележам дека прашањата што ние ги третираме во нашите услови и од нивна страна се сметаат како легитимни. Тоа го кажа и вчера и самиот Ахмети. Ова се легитимни барања.
да се усогласат измените на изборниот закон, заедно власт опозиција да се исконтролира избирачкиот список, да се овозможи еднаквост на медиумите и министерот за правда да се тргне од судскиот совет и од советот на јавни обвинители. Ако е тоа ставот на ДУИ, тогаш можам да заклучам, али не си дозволувам, бидејќи не сакам во нивно име да изведувам заклучоци, дека во основа тие ценат и оценуваат дека барањата на опозицијата, како услов за враќање во парламентот, се легитимни барања кои што треба да се стават на маса. Цеќа рапортот ме парти тjera опозитар. Па, видите, ние имаме денес во Македонија една ситуација која што досега не се случила. Значи, имало бојкот на собранието од поотделни партии. Се разбира и тогаш што е проблем за политичкиот диалог, меѓутоа не толкав колкав што е денес. Денеска сите опозициони партии, освен ЛДП, која што реално гледано не ќе никого да навредам, е далеку помала и помалку релевантна, која остана во собранието. Значи, сите останати опозициони партии се надвор од собранието. И тоа го прави проблемот поголем, односно покажува колку е сериозна ситуацијата. Албанската опозиција е надвор од собранието, ДП од поодамна, сега и Нова демократија на Имер Селмани, и тоа е навистина нешто што треба да го пробуди алармот пред се кај парламентарното мнозинство и кај владата, дека има сериозна состојба во државата и дека таа треба да се решава, таа не треба да се пика под тепих или да се мисли дека сама од себе ќе се надмине. Проблемот со одлагање нема да стане помал, ќе стане поголем. Значи, тоа е мојата порака. Инаку ние, како политичка партија, одржуваме комуникација и контакти со сите опозициони партии и не само со опозициони партии, тоа сум го кажал. И такуваме за Тачи на кај период? Со господинот Тимер Селмани се сретна во неколку наврати, со господинот Тачи многу поретко, ми се чини само една средба од поодамна, а за жал со господинот Ахмети се неам сретното, не знам, Со Тачи се сретнавте сега во овој период? Со Како излегавте од собрание? се сретнавме пред, не знам, 2-3 недели. Не се сеќавам дали беше точно пред или после оваа одлука. Ја имате неговата поддршка? Па не, ја не ја ни барав поддршката, бидејќи секоја партија си донесува одлуки сама за себе, си трга од своите политички програми, своите проценки, оценки, ставови и се разбира за тоа носи собствена одговорност. Имав прилика да видам една или две изјави и пресконференција од ДП после нашата одлука за напуштање на собранието и можев да забележам дека и тие сметаат дека овие причини заради кои што ние го напуштаме парламентот се легитимни и оправдани, се разбира како политичка партија дополнуваат и со некои своји причини зашто тие на времето го имаат напуштено собранието. Цјатен перспектива де Македонија. Чека мунд пресин, qytetarët e këtij vendi? Видите, перспективите секогаш постојат. Прашањето е дали сме спремни за нив да се бориме или не. Или ќе кренеме раце. Оваа 2011 година, јас и во мојата новогодишна честитка до граѓаните порачав дека има некаква чудна судбинска поврзаност помеѓу годините во периодот на независност што завршуваат со бројката 1. Во 1991 година во Македонија се однесуваше одлуката за независност, клучна од историски аспект одлука. Во 2001 се запре етничкиот конфликт и се донесе Охридскиот рамковен договор. Значи, многу битна, клучна политичка одлука за иднината на земјата. И во оваа 2011 година, ја нарекувам година на расплет. Македонија, сите ние што живееме во неа, ама буквално сите граѓани, ќе треба конечно да се соочиме со предизвикот и да го дадеме одговорот. Сакаме европска Македонија или сакаме античка Македонија? Сакаме да работиме за нашата идна и перспектива, апропо вашето прашање, или ќе останеме закопани во историјата со сите проблеми, контраверзии и фрустрации што различни историски периоди ги носат со себе. Времето не гази, времето не работи за нас. Времето не работи за нашите граѓани. Секој изгубен ден е изгубен ден за секое наше семејство. Секоја изгубена година значи изгубена генерација.
Изгубени 5 години. 5 години, 5 генерации во Македонија подоцна ќе можат да ги уживаат благодетите и предностите што ги носи животот во Европска Унија или во НАТО алијансата. Значи, јас знам дека ова е период во кој што има многу луѓе кои што се и апатични, разочарани. Ќутат, молчат. Едноставно им е згадено и од политика, и од партии, и од политичари, и се повлекуваат сами во себе, можеби разговараат со своите семејства или најблиски пријатели. Меѓутоа, тргањето на страна, молчењето, наведнувањето глава, нема да им го смени животот. Дури ако ништо не прават, дури ако бегаат од одлуката или од изборот, со самото тоа бегање овозможуваат оваа агонија во Македонија да продолжи. Ја не знам кој ќе биде исходот. Некој ми вика, дали ти гарантираш дека ќе победи? Ја верувам дека ќе победи оваа опција на следните избори. Ама на крајот на криштата не сум ја ни Вања, ни било кој или некој кој што однапред може да гарантира. Али таа одлука мора да ја донесат граѓаните. Секој за себе, за своето семејство, да каже, чекајте луѓе, што сакаме? Да продолжиме вака? Вака значи да стоиме во место, да се враќаме назад. Или ќе исчекориме напред кон таа Европска Македонија во најширока смисла на зборот европска. Ако велам европска, не мислам само ЕУ. Јас зборам и за стандарди, за норми, за судство, за администрација, за инвестиции, за економија, за социјала, за нормален живот. Dhe në fund, nëse nuk ka bëjë deklaruar se nëse tërhiqet Gruevski, do tërhiqeni edhe ju. Nga bindni se nuk do jeni kryeministër i jashtëm i Maqedonisë. Nuk pretendoni të jeni kryeministër. Не, јас дури вас лично во претходниот разговор во ова исто студио, вие ме прашавте. Ја ви кажам дека можна е идна власт на СДСМ без мене. Но она што верувам дека не е можно. Некој ќе рече дека е арогантно, препотентно, ама мислам дека е реална проценка. Она што не е можно е без мојот придонес, моје учество, па да речеме и моје лидерство во СДСМ да се победи Груевски на следните парламентарни избори. Значи, тоа е моја должност и обврска и кон партијата. Јас дадов пред некој ден на интервју и реков, више повеќе побарување од овој народ и од овие граѓани ја немам. Ја имам само долг кон нив. Сум бил премиер, сум бил председател. Јас сега им должам на овие луѓе да направам нешто што мислам дека е добро за државата и за народа, без било какви лични амбиции за мене. Значи, вие ќе останете лидер на СДСМ, а некој друг би бил премиер доколку се случи победа евентуално на СДСМ? Па ја не знам дали и како ќе се одвиваат работите, значи ќе повторам, ме прашува дали мора да си премиер, не мора да сум премиер. Дали ако е условот или цената да не бидеш премиер за да биде поразен Груевски одма, ме праша, а ако е услово да биде поразен Груевски, да не бидеш и председател на СДСМ, одма. И тоа, не затоа што имам личен проблем или лична суета со него. Јас сум 20 години во политика, ја немам право на суета и на емоции. Зло. Имаме проблем во оваа држава. Често пати викаме проблемот е во економија, во социјала, во... Не. Главниот проблем е оваа власт. Ако сакаме другите проблеми да имаме шанса да ги решаваме, прво треба да решиме големиот проблем. Тоа е овој режим на Груевски. А тој проблем може да се реши само со негов пораз на предстојните избори. Zotëri Trnagolski, faleminderit që ishit mysafirimi dhe mysafir në rruga drejt në Alcat. Благодарам ја на вас. Të nderuar shikues, ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.